вечер, топ тема на ваша страна. 56 советници и соработници. Толку број тимот на кабинетот и на канцеларијата на премиерот Зоран Заев покажуваат податоците кои што доцна попладнево ги обелоденија од владата. А предходно ги имавме барано и со пристапот закон за информации. Името на екс-пратеникот и поранешен командант на ОНА Џезаир Шахири Хоџа, кој деновиве предизвика најголеми реакции во јавноста, е на листата од 33 надворешни соработници во така наречената и со закон утврдена канцеларија на премиерот. За овие последни советничко-соработнички именувања, но и за предлозите за пополнување на челни позиции во други независни тела, а кои што се поврзани со партии или порано извршувале партиски функции, вечерва во топ тема дебатираме со професор доктор Никола Дуевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Доктор Благоја Марковски, воено-политички аналитичар, добро вечер и за вас, и поранешниот амбасадор, сега во својство на политички аналитичар, Алајдин Демири, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Дуевски, бидејќи доаѓате од тука сте во лично својство, но доаѓате од Факултетот за безбедност, таму е вашиот професионален ангажман. Кој е вашиот коментар за ова, што предизвикува најмногу реакции во јавноста деновиве, именувањето на Џезаир Шахири Хоџа за надворешен соработник? Намерно го нагласувам ова, ќе објаснеме што е подоцна разликата на премиерот Заев за безбедност и радикализам. Безбедносни прашања и радикализам. Ви благодарам. Значи, јас ги следам и случувањата денес на социјалните мрежи, навистина се разви една широка дискусија околу тоа потреба има ли, начинот, постапката и така натаму. Неколку работи се важни во оваа постапка или процедура. Прво, ова не е прв случај во Република Македонија да имаме вакви или слични именувања. Сме имале многу претходни ситуации во кои што и луѓе повисоко позиционирани во претходната ОНА се на позиции во државата и тоа веќе уште од завршувањето на конфликтот, така да ова не е прашање за кое што треба толку многу да се возбуди јавноста. Вториот аспект е што сега се прашањата многу поотворени од колку претходно. На поранешен припадник на ОНА, бидејќи поранешен припадник и командант на ОНА били министер за одбрана, а се актуелни председател на собрание, министри во владата, директори на државни институции и така натаму, па видовме дека институциите функционираат со таквите луѓе. Ова не е таква позиција, ова ни приближно не е таква позиција, не станува збор за именување на некоја кој знае колку одговорна позиција, сепак нели советниците на премиерот без разлика дали се надворешни или се редовно работени во кабинетот имаат сериозни ангажмани. Меѓутоа сме имале вакви случаи многу претходно во државата. Тоа што сега е различно од колку претходно и што јас го поздравувам е што ниту премиерот, ниту па било кој во владата го криел ова. Вие можеби порано да сте се обраќале во владата, да сте прашувале за бројката на советници на некои од претходните премиери, па не сме добивале вакви информации. Сега знаем и премиерот излезе во јавноста и кажа дека да, тоа е потврдено е веќе денес нели од владиниот портпарол дека токму споменатиот Шахири ќе биде советник во владата. Дали позицијата е среќно избрана? Затоа може да се дискутира, затоа може да се прашуваме дали тој човек има влијание во селата во Скопска Црна Гора, што несомнено дека е точно, но важно е и тоа што јас го приметив во неговата изјава, тој вели дека станува збори за одреден политички договор со сегашниот премиер во тоа време лидер на опозицијата, кога Заев бараше поддршка од сите граѓани на Македонија за да го гради овој концепт на една држава за сите нас. Заедничка Македонија и држава со еднакви можности за сите подразбира и тоа да се вклучуваат оние кои што сегашниот премиер оценил дека во тоа време треба да им даде одредени ветувања за подоцнежна или идна соработка. Хајде ќе слушнеме и целосно изјавата на премиерот, особено оној дел дека има и една социјална димензија, што исто така предизвика многу дебата, бидејќи има многу деца. Може би тоа не е најзначајно во сево. Меѓутоа, прво да ги слушнеме првичните оценки, па и детално ќе ги анализираме тие аргументи од објаснувањата на премиерот денес. Господине Марковски. Јас би пошол од еден друг аспект. Не затоа што се работи за личност која била вклучена во настаните од кризата од 2001 година, туку од аспект на тоа какво е неговото социјално однесување после 2001 година, па се до вчерашниот ден, да кажеме.
И тука очигледно ќе дојдеме до фактите дека неговото однесување главно да се карактеризира со асоцијално однесување во општеството. Па, значи, тој без оглед на сите можности кои државата им ги пружи на лицата кои беа вклучени во 2001 година во кризата, не најде за сходно да се приклучи кон ресоциализација и вклучување во општествените текови, туку се одметна во крајоликот на Танушевци, се само прогласи за некаков кмет во тој дел на територијата и фактички не беше достапен за никој од органите, нити во смисла на негова ресоциализација, нити во смисла на негова одговорност за сето она што го правеше. Сега, ако појдеме од овој факт, навистина овде е доста проблематично неговото назначување или донесувањето на одлуката на премиерот Заев за негово назначување за негов советник и од една друга причина што тој со своето стручно образование, со својата стручност, не кореспондира со врските кои пред него ги поставува таа одлука на премиерот. Односно, јас не сум сигурен дека тој ќе може да даде свој придонес во демократизацијата на нашето општество како советник на премиерот, без оглед што се работи за надворешен советник. Истовремено, не сум сигурен дека може стручно да го советува премиерот, без оглед на оние денешни изјави што секоја чест, јас апсолутно го почитувам премиерот Заев, но оние изјави што ги даде денес, навистина се помалку несериозни. Не може еден граѓанин кој без оглед што ќе биде поставен за советник да биде постручен од државните структури и органите кои за тоа се надлежни таму. Што ќе ни е тогаш гранична... Што сега тука, бидејќи од една страна имаме една изјава на, односно Facebook статус, во кој што Џезеф Шакири вели, се договоривме, јас да го ослободам Танушевци и да бидам под закрила на владата. Од друга страна ги имаме сите аргументи кои што реков ќе ги слушнеме и ќе ги анализираме. Го ослободува Танушевци сам од себе. Не го ослободува Танушевци од не знам какви други структури. И се приклучува како советник на владата. Тука сакам да го потенцирам ова. Тоа што премиерот денеска го изјави, дека он може да биде користен во смисла на сузбивање на криминалитетот и така натаму, тоа апсолутно не може да стои, затоа што ние имаме стручни служби, органи, гранична полиција кои треба многу добро да го познаваат теренот, многу повеќе од самиот Шечири. И од друга страна, не чув јас до ден денес дека владата е социјална институција каде што социјално згрижува граѓани. Затоа постојат други структури, други органи во државата кои треба да се грижат. Кратка реплика, да, само кратко, извинете. Ова е особено важно што го зборува колегата Марковски. Зошто е важно да таквиот ангажман биде и реален? Република Македонија е постконфликтно општество. Во овакви ситуации многу е подобро поранешните команданти да ги имате покрај себе и да бидат ваши партнери, отколку повторно да се враќаме на приказните кои се, од каде се, како дојдоја. Тоа е една работа. Втора работа, сигурен сум дека Шакири нема информации колку што имаат државните служби, меѓутоа тоа е многу важна личност за вториот дел од неговиот ангажман, а тоа е во однос на екстремизмот. Јас знам малку повеќе за него, тој е исклучително влијателна личност во тој простор. Не затоа што го контролирал просторот. Граѓаните му веруваат и се поистоветуваат помногу со него. И тој има контакти не само во Република Македонија, туку и во соседно Косово и со многу други места. Говориме за личност која што е се уште на црната листа на Соединетите Американски држави. За тоа се согласувам. За лица кои што ја со своето дејствување и однесување ја загрозуваат или можат да ја загрозат безбедноста и стабилноста на Република Македонија и на регионот. Но исто така говориме и за лице кое што во овој момент против него не се води никаква постапка, ниту пак е распишана потерница, ниту било кој државен орган има било каков проблем со тоа лице. Во овој момент такво нешто не постои. И тоа е исто така факт. Господине Демири, кој е вашиот коментар? Стручна помош или не, види, политички договор? По ова логика,
Сега Заев треба да оди во Идризово и да најде еден добар дилер на дрога и да го назначи за шеф на тој сектор. Циничен сте или мислите дека таа паралела се одветствува? Така испаѓаат работите. Да. Не знам дали е цинизам тоа. Затоа што зашто е оваа гужба? Затоа што е воџа. Затоа што бил командант на војната. И сега ние забораваме дека од Елија Мети наваму сите тие луѓе беа во војна. И сега повторно се актуализира ОВК за кој цел. Сега јас немам намера да отварам дебата за војната, туку имам намера уште еднаш по кој знае кој пат да го повикам Црвенковски на дебата дека он цело време зборуваше дека е фингирана таа војна. Ние сите се сеќаваме на тоа. Тоа тешко ќе ви оди да го донесете Црвенковски на дебата, да дебатираме за ова што е. Да ги подсетам да работите се разјасна. Ако таа фингираност се разјасни, сите други потези понаваму се објаснуваат. Од Елија Мети, не знам кој друг, па дури до Оза. Затоа што во таа војна, Македонија имаше два излеза. Да се отцепи, како што почна војната, или да се деси ова, што го имаме денеска, со тоа дека има амнестија. Амнестијата е тој чин на завршување на војна и коабитација на тие луѓе. Добро, сега говориме за она што се спори позицијата и објаснувањето што доаѓа со неја. За позицијата јас кажам дека позицијата ни по квалификации, ни по статус, ни по познавање што го поценуваат и преценуваат луѓето, он не одговара. Не одговара. Ја не знам што Заев може да научи од него или што можат овие институции нешто да научат за безбедноста. Ја не знам и каков стратегија и што стратегија има он, војно-разузнавачки или поима немам. Ако тоа се сведе на познавање на некој селен, има авторитет, тоа е друга работа. Тоа не е стратегија. Тоа е еден племенско уредување каде по главицата ги знае сите и ќе го слушаат тие и сме направили стратегија. Туку проблемот е повеќе кај премиерот затоа што од сите тие советници он кажува дека не бара луѓе за професионализам, не бара валидни луѓе, не бара луѓе што би му помагнале, туку кажува дека бил заложник на некои предходни процеси. Кои се тие предходни? Тие се предходни кога он беше во опозиција и кога одеше по албански семејства нешто правеше, кога одеше во Куманово се бакнуваше со албанците, кога дојде во Шипковица почна да им чисти дворови и така натаму и кога он, што знам, по реторика прогласуваше држава подеднака за сите. И тоа риторички еднаква. И тоа риторички одлично звучи. Тоа го имаме и во денешното објаснување. Ајде, многу верувам дека многу ќе ни помогне изјавата. Ајде, довршете, ќе ни помогне изјавата. Риториката е една. Тоа не е дел што го зборувате. Меѓутоа, освен риторика доаѓа дел на спроведување, односно на ветувањето. Сега, кога он доаѓа во делот на спроведување, он погрешно оди. Не е спроведување назначувањето на Хоџа или на Талат Џафери, председател на Собрание, туку се тие политички процеси. Тие се реформски процеси и он е изгледа заложник на таа состојба и го избрал по мене погрешниот пат. Да изслушаме тука аргументите денеска и објаснувањето на премиерот, го објасни назначувањето од неколку аспекти. Точно, тоа е еден од граѓаните кој што се приклучи на опозицијата во тоа време и соработуваше со многу активисти на СДСМ, но немаше потреба некој да ослободи или па некое место во Македонија заради тоа што таму немаше вооружени сили или нешто да се случувало за да нешто се ослободува. Тоа е граѓанин на Република Македонија. Во делот на севкупната
ресоциализација или консолидација во нашето општество и во врска со концептот едно општество за сите, јас не ги делам граѓаните во Македонија, апсолутно верувам дека секој може да биде ангажиран, да биде соработник, некаде советник, некаде директно вработен во јавните институции, ако некаде може да даде прилог и да помогне. И така како господинот Шакири може да помогне, посебно во градењето на концептот едно општество за сите, работи за плата која што верувам дека ќе овозможи да го гледа неговото многу чедно семејство. Тоа се наши граѓани на Република Македонија, а овде го има и значајниот социјален аспект. Секако никој пат не сум гледал на работите на очарите на поделбата или нешто кое што значи разноличности во Македонија, кои што треба да ги доведат институциите во незгодност на давањето на своите одговори. Јас жалам што се задоцнало неколку дена со одговорот са бајлето, веднаш со доаѓањето на работа реков веднаш да одговорите не повикуваат, немаме одговор дадено на ова прашање и денеска знам дека се одговори од владата. Јас сум тука во судот, но верувам дека се одговори од страна на владата. Јас сум човек кој што нема предрасуди. Повикувам да немаме никој од нас предрасуди. Човекот има многу деца. Јас верувам дека човекот може да помогне доколку се појават одредени екстремистички или радикални групи на територијата каде што живее, каде што го познава теренот, каде што работи или слично. Тој знам дека поголем дел од времето го поминува во Танушевци, но го поминува и во главниот град Скопје. Тој знам дека познава и луѓе и структури кои што со неговото соработување со владата може да бидат помош на владата, а преку тоа честно да заработи лепче за своето семејство. Немам предрасуди од секој ваков аспект. Кога најдовме можност каде можеме да соработуваме, воопшто не се двоумев дали да ангажирам еден ваков соработник. Какви квалификации има и зошто не го ставите во полициската Танушевци, не го советник во владата? Заради тоа што ако човек како со минато како господинот Шакири биде директно во полициска во Танушевци, тоа може да предизвика и непријатни случувања. Знаеме дека во тоа време македонската полиција се бореше против луѓе кои што беа поставени во борбата против македонската полиција и тој важи за еден од командантите. Така не можете да го доловите тоа што може да биде од таква личност во помош на државата. Верувам дека може да биде директно во помош кај премиерот, заради тоа што и себе се сметам за еден од првите носители на концептот едно општество за сите, а и еден од првоодговорните кои што треба да водат грижа за државата за спречување на било каков екстремизам или радикализам. Тоа е суштината на овој ангажман. Каде ги остварувавте средбата со екс-командантот Хоџа, каде што договаравте дали ќе биде тој при време на вработа? Кај мене во владата се разбира, како и со секој соработник или било кој ангажиран во мојот кабинет, кај мене во владата. Ние пиевме кафе, се договоривме, разговаравме, секако имам мои луѓе соработници кои што работат и тие има и претходно средби со него и за мене тоа е многу логично и многу нормално. Тој е граѓанин на Република Македонија и во својата влада на Република Македонија може да дојде и да разговараме на ваква тема. Тоа беше објаснувањето на премиерот Заев. Можете причините и неговите мотиви да се групираат во неколку аспекти. Ресоциализација, едно општество за сите, секој може да биде ангажиран како советник и да го даде својот премиер, својот придонес, социјална димензија, може да помогне ако се појават одредени екстремни и радикални групи, вели премиерот Заев, но во исто време вели дека подобро би помогнал на ваков начин, но не и со, например, директно ангажирање во полиција. Што од сите овие 4-5 објаснувања е прифатливо, а што не за вас? Нека ми извини премиерот, но навистина ни едно. Зошто? Од неговите објаснувања вечерва ни едно за моето размислување не е прифатливо. Дека станува збор за конкретна личност која има определени, да кажам, амбиции да се бави со безбедносни прашања или се бавил со безбедносни прашања, тој се бавил од онаа страна на законот. Значи, не бил вклучен како соработник, не бил вклучен по ниеден основ во рамките на ресоциализацијата и неговите способности да се вклучат во општествена корист. И сега ние за какви воопшто вредности зборуваме ако сето ова го оправдуваме на овој начин.
Ова е понижувачки однос кон стручните и интелектуални способности на органите кои се задолжени за ваквите активности. Тие може ли него да го ангажираат, ако веќе имале доверба во оваа личност, може ли да го ангажираат како свој соработник и на тој начин да го вклучат во неговата ресоциализација и во неговиот придонес за развојот на општеството. Зошто тоа не е направено, не знам. Понатаму, повторно се потенцира социјалната компонента. Социјалната димензија. Владата не е таа, премиерот не е тој кој се бави со овие проблеми. Имаме ние институции кои треба да се ангажираат и на вистина да бидеме во рамките на едно општество за сите, да го анализираат неговото обстојување, неговата социјална состојба и во контекст на тоа, како и на сите други граѓани, да му излезат во пресред и да ги задоволат неговите потреби. Имал многу деца. Што значи ние кои немаме толку многу деца, треба да бидеме надвор од едно општество за сите. Не знам другите... Може да помогне ако се појават одредени екстремни и радикални не може. групи. Апсолутно тврдам, не може. Ние имаме стручни органи кои таму се поставуваат, кои го анализираат теренот, кои ја познаваат состојбата и ако тие стручни органи се под нивото на познавање и на позитивен одговор на ваквите предизвици во однос на шарчири, тогаш треба да ги распуштиме и да заработиме некоја пара. Ќе ни биде многу поевтино да не ги плаќаме тамо да ја обезбедуваат границата, иако јас знам дека тие се потполно стручни и тоа со потполна стручност го одработуваат. Според тоа, не може шарчири да биде над оспособувањето на полициските структури, на граничната полиција, на стручното оспособување воопшто во секторот на безбедноста и одбраната и тој да биде пред нив и над нив. Тоа апсолутно не може да држи. Јас прво би сакал може да преминеме и на други теми. Се надевам дека не викнавте цела емисија да потрошиме на едно решение со кое што премиерот итекако има право веројатно да го направи без да ни информира и без да се дига толкова врева во јавноста. Не, премиерот има право да го избере без конкурс, така е. Нема спор околу тоа, има многу позначајни прашања во државата. Тоа што не се согласувам со професорот Марковски е било какво понижување за било кој од нас што работиме во безбедносните структури, безбедносните служби, не е така. Македонија има сега веќе заздравува системот на националната безбедност и има многу органи вклучени. Советникот на премиерот не е тој кој што треба да ги решава безбедносните прашања во државата. Затоа е тука полицијата и Министерството за внатрешни работи, затоа е армијата и Министерството за одбрана, затоа се бројните други помали агенции кои што непосредно директно прибираат информации и работат превентивно, а видовме во минатото колку било тоа успешно, и репресивно се разбира каде што треба за да се подобруваат состојбите. Но дека вака одсечно ќе се каже дека овој човек не може да помогне, јас не би се согласил затоа што не знаеме како во идеја ќе биде неговиот ангажман. Не може да помогне, не може да се стави над стручните служби. Никако не се ни става со тоа. Значи си има Министерство за внатрешни работи, хиерархијата таму тој нема никаква допирна точка со тоа. Премиерот има 50 и кусур советници и соработници, нагласивте и за економија и за други прашања, па не сме развиле таква дискусија, а сигурно имало и подискутабилни решенија отколку конкретниот случај. Но сите други сегменти јас не би ги дискутирал повеќе, дали е социјален, дали е било каков. За мене ова е повеќе политички договор. Веројатно склучен како последица на потребата за глас повеќе од минатиот. И така требаше да се објасни и тогаш немаше да дојде до вакви дискусии. Да, решението е тоа. Решението е такво. Премиерот го објасни на еден начин поширок, се надевам дека јавноста ќе има неспорно е правото на премиерот доста моменти да ги разбере во себе ова, но здрава и самата дискусија е здрава. Тоа значи дека општеството ни здраве, тоа значи дека сите ние растеме пополека. Замислете оваа дискусија пред 5 години, беше можна? Не беше. Денеска дискутираме за решение на владата. И тоа дискутираме ние луѓе кои што не сме поврзани со активностите на владата, барем на дневна основа. И тоа е добро во едно општество. Убаво е. И се радувам дека ќе има кој да не слушне. Прашање колку имало реакции или немало на таквите дискусии. Ај подсетете ме, дискутиравте ли за синот на Ристо Никовски кој земаше 3000 евра плата од поранешниот премиер Груевски? Се дискутираше вака за него. Дори кога се промени работата, никој не најде за сходно да праша зошто тој човек земал 200.000 денари, мои пари, ваши пари, негови пари во владата. И што фајда имала владата од него?
Направивме некојаш анализа, помогнал во нешто. Ќе оставиме се, ќе видиме Шакири ќе помогне или не. Но добро е ни здраве општеството. Тоа значи дека работите полека тргнуваат во поразличен правец. Дека има промашување. Сепак е право на јавноста да знае кој премиерот има во обкружувањето и како функционира тој систем. Јавноста. Затоа сме ние тука. И тогаш кога не чини, ќе видиме после. Има многу работи кои што може да бидат подобри. Дајте да дискутираме за тоа. Тоа ќе им биде корисно. Кога веќе навлеговте во споредби, јас не би сакал да споредуваме со порано, бидејќи оваа влада дојде на крилјата на ветувањето да не се повтори. Да, но не дојде на држава која што е подготвена веднаш да тргне напред. Дојде на уништена и на заробена држава. И ова се последици на тоа. Ние имавме институции заробени по сите основи и сега нормално е дека ќе има и вакви проблеми. Добро, ќе дискутираме подоцна и за вкупниот број советници, па ќе се постави прашањето која е разликата од 86 до 55 освен математичка, меѓутоа тоа прашање подоцна, господин Емири. Видите, овој говор на премиерот и неговото оправдување, веројатно Марковски ќе се посети, вие двајца сте многу помлади. Ова беше еден говор на еден комесар, политички комесар од 48, 49, 50, која прави една реторика за едно идно обштество, што ќе го гради, ама не се гледа. Другите ќе го слушат, он ќе гради така супер обштество, равноправност, братство, единство и така натаму. Тој говор ние го имаме дежави. Е преска реков, ма го начнав тоа. Тоа е реторичкиот дел. Сега, ако е ова прагматичниот дел, ово е погрешен. Кој би бил правилниот? Не, ово е погрешен затоа што он пак продолжува со личности, со ефекти реторички и со некоја ситна прагма нешто да направи. И тоа е погрешно, затоа што она општество што он го предпочитува, она не се прави со ваква реторика и со вакви избори, туку се прави со произведување и со реформи на политичкиот систем. Тоа се прави. Не може да се прави со Моамед Зечири, со Хоџа, со ово, јас ќе ги ставам во СДС и ние ќе бидеме партија, а од друга страна, пак, етничките албанци, ние ќе ги третираме вака или така, или немаме реформа за ова, немаме реформа за јазикот, немаме реформа за културата, немаме реформа за децентрализација, за буџетот и така натаму. Туку ќе правиме нешто, ете, албанците се равноправни. Види Бови, равноправноста, имаме луѓе од науката и искуството, равноправноста не е приказка. Равноправноста се акти, се закони, е устав. Ето, ако он тие не ги прави, сето ова пропаѓа. Ова е еден дел, ситен дел, кој дава некој реторички... Имаме и владени политики насочени токму во тој правец, во кој што вие говорите, почнувајќи од законот за јазик, ова се веројатно некој ситни кадри. Не се брзај, многу се брзаш. Јас не ти зборувам дека он тоа треба да го прави, не со вакви ефекти кои повеќе... Ете, знаете што е ефектот денеска? Кај па го најде Хоџа кој пукал против нас. Ова е целата реторика. И ние сме искрени, неискрени ако ова не го предпочитуваме, не го поставиме овака. Зошто вријат социјалните мрежи? Јас немам Фејсбук, нити ме интересира. Управо ради ова. Не вријат за премиерот. Дека потезот му е погрешен, приодот му е погрешен, а дека е заложник на некој договор, тоа е тоа. Тоа треба да го каже, не социјални програми да кажат, да го каже, имам бориш према него и готово. Точка. Марковски, колку самата позиција на овие надворешни соработници е силна, моќна да се влие на одредени прашања и тоа зависи пред се и од личност или во овој случај имаме само една чисто формално покривање на некаков договор? Не, јас не би рекол дека е тоа формално покривање и не случајно се поставени така должностите во рамките на канцеларијата или во рамките на целокупната влада во Република Македонија, затоа што секој од тие советници има своја функција, своја улога и можат да дадат свој придонес.
Колкав ќе биде тој придонес зависи и од советникот, од една страна, од неговите можности, капацитети, но исто така и од оној кој ги прима тие совети, односно од канцеларијата на владата, односно самиот премиер. Праксата покажува дека доколку советникот се почесто, се постручно дава своји предлози до оној кој го вработил, односно кој го ангажирал на таа позиција, тогаш тој што го ангажирал на таа позиција навистина сериозно може да се посвети на разрешавање на одредени проблеми од сферата за која советникот го советува. И од тој аспект јас мислам дека овие работни места или овие функции или овие должности апсолутно се неопходни, но резултатите од нив ќе зависи и од едната и од другата страна. И затоа јас потенцирам конкретниот случај на Шакири, кој нема никаква стручност, он е со средно образование, кој пак нема врска со безбедноста и одбраната. Нема никаков ефект да има врз она што тој ќе го заработува, односно ќе го дава како придонес во јакнење на безбедноста и одбраната на Македонија. Професионализмот, Марковски, се ова држи што ви каже, да не се држиме до Шакири. До сите тие 56 ги има, да, 56 има. Согласен сум, но овде го земам тој пример. Јас сакам да кажам дека дали имаме професионални тука луѓе за секој сектор? Нема. Он ги наоѓал негде надвор. Не бара професионалци. Во смисла, знам дека разузнавањето е деликатен проблем и тука председателот треба да е премиерот внимателен да ги назначува стварно професионалните. Но и во другите сфери, и сферата на одбраната, и сферата на економијата, и сферата на маркетингот, и сферата на другите области, медицината и што ја знам, не гледам дека он, од оние што ги знам, веројатно не ги знам сите, од оние што ги знам, дека он ангажирал баш професионалци, за кој он и како има потреба, освен институциите, поимот советник, назначува индивидуа. Индивидуата не е семоќна, е ограничено моќна. Дури тој советник може би треба да има кабинет, може би треба да има соработници, може би треба да има оној функционален дел кој ќе одговара на оваа потреба. Jer ono što me tera da zaključam дека ima nekakvi dolgovi, upravo ova, neprofesionalni ljudi. Ne znaš što mu je profesijata. Što on bi go sovetova? Ne zborujem za nego, zborujem ajde X nego, ajde Boškovski, ne znam koji drug, da ne spomnujem ličnosti. Во што се тие професионални? Освен во политичкото пазарење. Ти имаат некој профит и сега си ја гураат профитот. Сега, ако дојде за одбрана, за разузнавање, мислим, стварно тоа е подценување на некои институции каде што ние имаме, каде што произведуваме професионални кадри. На 3 страници е списокот со советници на премиерот, кои се е во неговото најблиско обкружување, Огњан Чачаревиќ. Тимот на премиерот Заев се прошири и засили со уште еден соработник. Викендов Джезеир Шакири алијас командант Хоџа е именуван за надворешен соработник за внатрешна безбедност и борба против радикализмот. Именувањето предизвика многу реакции во јавноста, а Шакири одговори преку социјалната мрежа Facebook дека тој го гледа како функција за да преживее. Од владата денеска испратија само кусо известување за неговото именување. Поранешниот пратеник во Собранието на Република Македонија Джезеир Шакири е времено ангажиран како надворешен соработник од областа на внатрешната безбедност и борба против радикализмот за потребите на канцеларијата на председателот на владата на Република Македонија. Джезеир Шакири има времен договор со време трајање од 1 година, со висина на примања од 36.000 денари месечно. Премиерот Заев истакна дека именувањето на Шакири може да помогне доколку се појави безбедносна закана во Танушевци и дека тоа представува можност за легална заработка со која би си го прехранил семејството. Јас верувам дека човекот може да помогне доколку се појават одредени екстремистички или радикални групи на територијата каде што живее, каде што го познава теренот, каде што работи или слично.
Тој знам дека поголем дел од времето го поминува во Танушевци, но го поминува и во главниот град Скопје. Тој знам дека познава и луѓе и структури кои што со неговото соработување со владата може да бидат помош на владата, а преку тоа честно да заработи лепче за своето семејство. Немам предрасуди од секој ваков аспект. Кога најдовме можност каде можеме да соработуваме, воопшто не се двоумев дали да ангажирам еден ваков соработник. Разликата меѓу изборот на советник и надворешен соработник е голема, бидејќи премиерот има дискреционо право да ги именува соработниците без да се распише оглас и да се наведат било какви критериуми. Сепак, премиерот и неговиот тим должат објаснување како лице кое е повеќе од 15 години на црната листа на Американскиот Стейт Департмент во екот на обидите за влез во НАТО е ангажиран како соработник. Според официјалните податоци на владата, доставени до топ тема на ваша страна, премиерот Заев го советуваат вкупно 56 советници и соработници, поделени во 3 категории. Посебни советници има 13, 10 советници и 33 надворешни соработници. Шакири се приклучува на тимот од вкупно 33 надворешни соработници, а јавноста досега знаеше само за 5 мина. Мерсел Билјали, Исмет Рамадани, Зоран Башановиќ, Александар Обрадовиќ и Митко Андреев, за чии услуги месечно се исплаќаат вкупно 278.000 денари. Како надворешни соработници се ангажирани и Миле Зечевиќ за адвокатски услуги, Драгиша Милетиќ за меѓуетнички односи, Мирослав Грчев за градежништво и урбанизам, Фатмир Бесими и Ванчо Узунов за економски прашања. Листата е долга, исто како и по линијата и темите на кои соработниците советуваат. Најскапо платен е српскиот државјанин Башановиќ, кој е надворешен соработник на Заев за економија за сума од 90.000 денари. Обрадовиќ за економски прашања за соработка на Македонија со земјите во регионот е платен 72.000 денари. Билјали и Рамадани се платени по 40.000 денари за подготовка на анализи, извештаи и мислења за унапредување на меѓуетничките односи, односно за остварување на стратешките приоритети за членството во НАТО. За останатите советници, за сега нема информации колкави се нивните месечни примања. Интересно е што премиерот Заев ангажира по неколку советници и соработници за иста област. Така, за односи со јавност се ангажирани Маријан Забрчанец како советник и Ѓорги Калајџиев и Џабир Доко како соработници. За урбанизам и градежништво има тројца соработници: Мирослав Грчев, Андреј Манев и Зоран Иванов. За меѓуетнички односи се Мерсел Билјали и Драгиша Милетиќ. За странски инвестиции, покрај Љубе Бошковски, тука и соработникот Абил Гафар Рамадани. А 5 мина соработници работат на економските прашања. Тоа се Фатмир Бесими, Ванчо Узунов, Владо Димовски и Алјав Бахатијар. Топ тема на ваша страна пред 20 на дена побара од владата да ни достави листа на посебни советници на премиерот со дата на ангажирање, објавениот оглас и нивното CV. Одговорот беше брз, но делумен. CV-ата на советниците не беа вклучени во одговорот, со објаснување дека барањето е проследено до службите. Така, останавме покуси за работното искуство на 13 посебни советници на премиерот, клучното во нашето истражување. Дали и колку се компетентни за функцијата која извршуваат и дали ги исполнуваат критериумите наведени во распишаните огласи. Од владата повторно побаравме податоци за сите ангажирани советници и соработници на премиерот Заев кои биле наведени во огласите, а не се коса со Законот за заштита на личните податоци, но поради обемност на материјалот, одговорите ни беа најавени за наредните денови. Но она што е најголема дилема во официјалното објаснување е што тоа е подкопано од фактите, а тие говорат дека речиси да нема државна институција на чија интернет страница не се прикачени биографиите на раководните лица, почнувајќи од владата, каде има биографијата на премиерот и сите министри. Ете, тоа беше прегледот на дел од долгата листа на со 56 советници и соработници. Значи, според законот и деловникот на владата, тие се поделени во 3 категории. Посебни советници вкупно 13, советници 10 и надворешни соработници 33. Во однос на првите 2 категории, тие се избираат со јавен оглас, мора да постојат одредени критериуми. Последната категорија на надворешни соработници, кои што се дел од канцеларијата на премиерот, е според од она што го добивме од владата, според негова лична одлука и не предвидуваат прописите објавување на оглас, бидејќи не станува збор за вработување, туку ангажман со одреден временски
рок. Иако споредиме, она што помпезно го најави актуелната власт беше дека Никола Груевски имал огромен број на советници кои во еден период изнесувал и неверојатни 86, а нивниот ангажман се плаќал од 2500 па дури до 7000 евра месечен хонорар. Заедно во моментот е на 56 советници или разлика од 30 според Груевски. Не е голема разликата, сепак станува збор само за бројки и ова не е добар пат. Дефинитивно толку многу советници, ниту една влада, а не вака мала држава, не може да си дозволи. Меѓутоа, тоа е кабинетот на председателот на владата. 33 од тие 55 или 56 се надворешни соработници. Кабинетот е 13 посебни советници, меѓутоа, законот 13 посебни советници досега во кабинетот, значи да разграничиме. Едно било според законов кабинет, друго канцеларија. Но законот вели дека председателот на владата на Република Македонија, без оглед за кого се работи, има право на толку посебни советници колку што има ресори во владата. Така е. И сега, значи, актуелниот премиер има уште бонус за уште најмалку 10 посебни советници. Сепак овде станува збор за голем број. Колку и да се, премиерот не го исполнил законскиот максимум, но не е ни должен да го стори тоа. Има 13, а може да има 21, колку се ресорите, или 26 може би се со се оние без ресор. Меѓутоа, сепак бројката е голема. Македонија е мала земја за такви ангажмани. Парите, иако не се како што споменавте од 2,5 до 7.000 евра колку што биле плаќани советниците во претходната влада, сепак станува збор за сериозни суми, за приликите во кои што сме ние. Слушнавме дека на некои срби им се плаќаат по 90 или по 70.000 денари. На нашиве 40, 36, тоа е речиси 2 пати од просечната плата во државата. Надворешниот соработник нема таков ангажман. Тој не е должен да биде 8 часа на работно место, бидејќи нема работно место. Станува збор за времен договор, најчесто на период не подолг од една година, во кој што тој може би неколку пати во годината ќе спроведе некоја политичка одлука или ќе даде некој извештај, ќе поднесе некое известување до премиерот или ќе се советува со него во ситуации во кои што е неопходно. Сметам дека една влада која што сака да промени да ги промени состојбите во општеството, мора да внимава многу на овие прашања. Мора да внимава апсолутно на професионализацијата на сите ресори. Може би владата е зацкриена како орган, повеќе треба внимание да се постави на министерствата, бидејќи тоа се гломазните институции во државата, овие 50 не значат ништо во бројката од повеќе. Еве бидејќи сите сте двајцата сте дел од безбедносната експертиза, господинот бил поранешен амбасадор. Еве, например, имаме министер за одбрана, имаме министер за надворешни работи, имаме специјален координатор за НАТО, имаме специјален представник на премиерот за НАТО и сега имаме и надворешен соработник за подготовка, анализи и извештаи неопходни за остварување на стратешките приоритети и определби за членство во НАТО, или двајца соработници, еден соработник за меѓуетнички односи. Тоа е, например, лидерот на Српската партија, и уште еден соработник за изготвување на анализи и извештаи и мислења значи Драгица Милетич, надворешен советник за меѓународни односи и соработка меѓу заедниците, и сега плюс уште еден советник за подготовка на анализи, извештаи и мислења за унапредување на меѓуетничките односи и, да не ги споменуваме, или надворешен соработник за адвокатски услуги. Има еден именител. Има една добра поговорка македонска и другите јазици, е многу бабички килаво дете. Затоа што сите овие советници во одреден ресор долго време нема да ги знаат своите компетенции. Како и колку се поврзани. Ако го видиме, го гледаме ова за НАТО, кои све структури се вмешани, па што ќе прави советникот? Ја не знам што би требало он да прави. Толку се испомешани тие... Едните ќе работат, тој ќе подготвува анализи. Да, и он ќе подпишува, да. Затоа тоа килавото дете, затоа што овој начин на работа не допринесува. Нема ќар од таа работа. Со побркани компетенции, со флуидни компетенции, со компетенции кои не се ни валидни, може да ги кажеш, може да не ги кажеш. И ја не знам зошто тој луксус му треба на премиерот. Затоа што повеќе има
вредност на лукс, отколку реална вредност за да се работи на материјата. Видите, за мене бројкава дури и не е проблематична од аспект на тоа колку биле претходно, колку се сега. За мене е проблематично дали овие советници се стручни за тоа што треба да го одработат, бидејќи по систематизацијата и на владата и на министерствата, советниците треба да работат одредени проекти и со тие проекти да излегуваат пред премиерот. Секако, кога станува збор за определена проблематика, тие треба да се консултираат и со соодветното министерство и со заеднички и структурни, но и стручни вложувања да дојдат до определени резултати. Јас затоа цела вечерва зборувам за стручниот аспект на советниците. Дали тие само се политички договор или навистина се основна потреба, бидејќи со своите проекти ќе придонесат за развојот на одредената област за која се ангажирани. Овде не гледам тоа. Тука одиме и со преглед на дел од коментарите на прашањата кои што ние ги поставивме за нашиот вечерешен видеоблог. Да ги слушнеме реакциите, а потоа ќе коментираме и за малку пошироки прашања околу други именувања кои што исто така одекна силно во јавноста. Добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна. Видеоблогот ќе го видиме нешто подоцна. Стигаат премногу коментари на кои што моите колеги работат, бидејќи за жал дел мора да бидат селектирани заради речникот, непристојниот речник, кој што се користи во нив, така што мора да посветиме поголемо внимание на нивната селекција. Уште едно друго прашање денеска ја бранува јавноста и тука влегуваме генерално во оној завршен дел околу тоа колку ќе кориме на патот кон реформа изградба на професионална државна администрација, последниот предлог за членови на Комисијата за хартии од вредност, председател Нора Алити, поранешен пратеник на Демократската унија за интеграција, подпредседател на комисијата, ги споменувам само платените функции, оние кои што значат и работни места, Лилјана Делиџакова, сестра на специјалната обвинителка Катица Јанева. Говоревме за изградба на професионална, стручна администрација, во случајот ова се од господин Дуевски од оној дел на независни тела, каде што регулаторни тела, каде што стручноста мора да биде преца. Дали поранешен пратеник ги има квалификациите или со самиот старт на тоа поранешен пратеник член на партија се дисквалификува себе си од било каква конкуренција? Не, малку поинаку, ајде да го погледнеме прашањето. Значи, не е важно дали некој бил претходно пратеник и кој бил неговиот ангажман. Важно е дали за таа позиција ние имаме изградено објективни критериуми како да го селектираме најдобриот. За жал, се повеќе има аргументи дека и оваа влада не успева да стави барем малку ред во администрирањето на овие прашања кои што влечат пари од буџетот. Туку се повторуваат политиките кои што ги оценувавме како популистички и за претходната влада. Своји луѓе на позиции, политички договор за регулаторни тела. Ако веќе завршивме или обесхрабрени се луѓето да се пријавуваат, бидејќи огласот за ново раководство конкретно на комисијата е објавен на 10 февруари, се пријавиле 8 кандидати, 7 ги исполниле условите, а владата од тие 7 избрала 5. Меѓу овие 5 заклучните функции се овие две личности. Тоа не е голем број на пријавени, сигурно дека во едно здраво општество има многу повеќе луѓе кои што исполнуваат услови за сето тоа. Меѓутоа и тие 5, доколку ги исполнуваат условите и имаат некакво политичко минато, можеби е добро да почекаат некоја друга прилика. Јас многу го повторувам вице-премиерот Анѓушев, кој на поранешен заменик министер за економија му рече: зарем вие не сте способен да си снајдете приватно, па уште сакате апанажа од државата. Исто и овде, доколку некој бил пратеник, а таму дошол од приватниот сектор, имал успешен бизнис пред тоа, зошто му е понатаму да продолжи да биде во овие регулаторни тела? Или на крајот на криштата, зошто некој член на партија мора да биде избран на тоа место? И дали немало некој друг освен сестрата на
на и специјалната јавна обвинителка. Зошто во јавноста додиме со вакви Тука имам две конкретни прашања. Минатата недела ние имаме предлог за менување на составот, со закон за менување на составот на регулаторната комисија за енергетика и сега имате вице-премиер за економија кој што го убедилва парламентарното мнозинство дека тоа мора да се смени за да дојдат професионалци, бидејќи актуелниот председател на РКЕ е дојден од партиски штаб и сега без оглед на квалификациите стручни на одредени лица во случајов на господја Алити, факт е дека таа доаѓа од партиски штаб на ДУИ. Или ако го префрлиме прашањето за избор на гувернер, без оглед на одличната биографија на господинот Фатмир Бесими, факт е дека доколку тој биде кандидат, тој би доаѓал како кандидат за гувернер од во моментот човек кој што е на листата на советник на премиер, надворешни соработници на премиер. Се додека не изградиме објективни критериуми за избор во овие тела, секое назначување може да биде вака толкувано и ќе биде така толкувано во јавноста. Затоа што во овој момент ни владата, ниту било кои ресорни органи немаат стратегија како овие работни места ќе се пополнуваат и кои се професионалците и од каде знаеме дека токму тие се професионалците. Мислите доволно е образованието? Не е. Неговото искуство? Не е. Неговото познавање во светот? Не е. Меѓутоа, кога сето тоа ќе го ставите заедно и кога тој ќе покаже преку програма, преку визија или на било кој друг начин, зависи од критериумите за конкретната позиција, ќе покаже дека има визија да ја види таа институција после 5 години, може би ќе имаме објективни критериуми. Се до тогаш ќе страдаме од ова. Многу добар пример е составот на владата во Канада. Проверете го тоа. Секој ресор е вистински професионалец и тој својот професионализам го пренесува на вработените. Ние имаме ресори дури и во министерствата кои што се водени од непрофесионалци и не можеме да очекуваме и се на база на политички договор дека тие ќе го професионализираат министерството. Што може да очекувате од луѓето кои што немаат никаква врска со фотелите во кои што седат, а седат тамо затоа што се членови на политички партии и оваа влада го направи тоа. Ги назначи најголем дел од нив прво како времено назначени или ВД директори и така натаму, потоа им даде и мандати и барем досега не направи доволно за да се одлепи од искуството што претходната влада го имаше. За тоа е потребна малку поголема храброст и малку повеќе согледување на состојбите. Господине Демирик, како вие гледате на овие потези кои што без оглед на конкретните квалификации на одредени личности, сепак имаат партиски бекграунд што е во спротивност со заложбите за професионализација на не само администрацијата, туку и на овие регулаторни тела кои што мора навистина еднаш да се осамослат. Видите, оваа влада од денот кога е дојдена до сега, овие се секундарни, терцијални такви действија кои во суштина има впечаток дека немаат некој значај за оваа влада, затоа што оваа влада игра на голема карта, на една единствена карта, за другите многу не размислува, имам впечаток дека ќе размислува пост, односно после тоа. А кој е тоа после тоа? Они играат на една единствена карта. Тоа е промена на името. Тоа е единствениот таргет на оваа влада, која би почнала да мисли ако ова успешно го реши. Дури јас имам впечаток дека ни план без ова немаат. Немаат што ако. Овие други работи се помалку значајни, да не кажам беззначајни, кои процедурално треба да се течат, а начинот на водење на политика во Македонија, тоа е апсолутно политички партии. Партиите се тука. Не може професионалец да влезе, не знам, рогови да има, не може да влезе ни ситото, ни решетото, ни огласот, ни тендерот, ни сите тие процедури. И ова е очекувано. Ниту оваа политичка партија, ниту пак ДУИ, замислите, па со ДУИ ќе правиш вакви работи, ќе најдеш квалитет. Невозможно. Ова треба реално да се гледа. Не зборувам за квалитетите, не зборувам за квалитетите на Бесими. Не, знаем дека ова ќе, не зборувам дека он има квалитети, но спорно е. Он водел цело министерство. И он е веќе 20 години во политиката. И работел во Народна банка и што сега? И како ми јас знам каде се работи. Меѓутоа,
Неговиот влезен билет не се овие квалитети, туку е партијата. Да. Тоа е проблемот. Тоа е проблем што го имавме со Груевски, сега го имаме со Заев, а верниот пратеник дури он нема ни абер да почне да менува нешто. Господин Марковски, како да се раскинат овие принципи, како да се остават во минатото? Еве, последно за вас, околу примерот со сестрата на специјалната јавна обвинителка. Колку нејзиното именување всушност ја подкопува позицијата на специјалната јавна обвинителка, која и онака е на постојан удар на опозицијата? Видите, проблемот мислам дека е многу посериозен отколку ние што мислиме и што посегнуваме сега по овие 2-3 примери. Јас, на пример, овие се најновите. Немам никакви одбивности кон било која личност, ако таа личност со својот стручен капацитет, со својот минат труд и со својата визија за развојот на определена проблематика за која се ангажира, може да придонесе, а при тоа да бил и министер, и политичка личност, и председател на политичка партија и така натаму и така натаму. Ние се наоѓаме во една чувствителна фаза на нашата демократска преродба, односно на нашиот демократски развој, каде што и она што треба го критикуваме и она што не треба го критикуваме. Значи, јас не ги познавам прво овие личности за кои станува збор, не сум ни стручјак од таа област, но ако тие со своите стручни квалитети и со својот минат труд го заслужуваат тоа, не гледам никаков проблем да бидат ангажирани без оглед на својот политички бекграунд кој го имале претходно. Но овде е очигледно проблемот во друга насока. Овде е проблемот дека треба да се работи нати го дај ми го, затоа што сме ние политички зависни едни од други, и само врз основа на тоа ќе предлагаме, само врз основа на тоа ќе избираме. Не станува збор... Но тоа е некој магичен круг во кој што сме постојано се чини. Апсолутно, и не се ништо менува. Треба добра волја, а не само не е само добрата волја, него да го искажуваме тоа. Тој магичен круг не е во владата. Проблемот е малку подалеку. Видете го магичниот круг во партиите. Самиот магичен круг тука се ствара. Колку свежа крв имаш во партии, колку интелектуалци имаш, колку луѓе вредни влегуваат. Знаете зошто? Не ги примаат. Тука е првата селекција се прави. Само тие послушници, тие што бакнуваат рака, тие се тука и после од нив се произведуваат овие вакви институции и што ќе бараш понатаму? Тоа е нивната послушност и бацување рака на лидерот и на босовите е основна карактеристика во цивито и така ќе успеат. Другите не успеваат. Не може. Да ги слушнеме на крај и коментарите на вашите коментари преку социјалните мрежи на нашиот видеоблог. Топ тема на ваша страна го побара ставот на јавноста за именувањето на Џезаир Шакири командант Хоџа за советник на премиерот. Еве какви одговори добивме. Александар Ристовски напиша: малку е, требало министер за одбрана да го ставили на Агенција за разузнавање ДБК такво нешто, таков потенцијал да не се искористи за да се заштитат инвестициите на Љубе и Самка. Според Гоце Јоновски во владата секој ден се надминуваат себе си. Овој последниот скеч со советникот за безбедност е врв, ги надмина досегашните епизоди со пајакот што ја нападна полицајката, брат Љубе, во очекување на следниот, напиша Јоновски. Тодоровска Татјана пак смета дека и од многу демократија глава боли, ни прв ни последен командант. Не заборавајте дека и Ахмети и Џафери и Алити и многу други години се на власт, а дојде од учека. Ставот на Зоран Ивановски е дека според таа логика треба насилниците од собранието да се вработат како собраниско обезбедување, не да се обвинуваат за тероризам. За тоа дали вработувањето на Хоџа е поради квалитет или е партиски пазар, поточно како се стигнува до канцеларијата на премиерот, одговорите не беа многу поразлични. МТ Персона е дециден, со партиски пазар СДСМ ќе се изгуби на наредните избори. Вика дека ќе бидат различни од ВМРО, а мести се за вработувањава, а народот си работи за 200 евра. Силјан Штркот напиша: со шумарски факултет во шума со калашников.
Твитер профилот именуван како ненаспана муцка иронично констатира дека е јасно како денот е поради квалитет и напиша човекот си има школувано на најпрестижните универзитети за безбедност во Европа и САД пред да го стават на црна листа, инаку до канцеларијата на премиерот се стига преку ходникот. Во ист тон беа одговорите на твитерџиите, единствен кандидат и Бики кој напиша се разбира со квалитет и со пожртвувана работа. Антонио Маседонијан кратко одговори квалитетатет. Твитерџијата под псевдоним Баба Рога во ист стил констатира Хоџа е исклучителен човек, магистрирал на Харвард, а за посебни заслуги добил стипендија, докторирал на Кембридж. Во слободно време пишувал проза и поезија заедно со Талјат по падините на Шарпланина. Секогаш отпоздравувал и бил супер со соседите. Имаше спротивни мислења. Кади Ропа Албано напиша сигурно квалитет, со се што поседуваше ВМРО не успеа да го завземе Арачиново. Заев без еден куршум го освои Арачиново и постави свој градоначалник. Подобра комбинација нема, успешен бранител и успешен освојувач, напиша Албано. Маја Стојанова пак напиша: јас сум доктор на науки кој не може да се вработи во Македонија кај ни една власт, затоа од сопственото искуство кажувам дека пријателските и роднинските врски со оние кои се на власт и со луѓе блиску до власта имаат најголемо влијание, а не квалитетот на поединецот. Објаснувањето кое стигна од владата за ангажирањето на Хоџа дека тоа е делум не од социјални причини исто така не помина без коментар. Дом на хуманитарни организации, влада на Република Македонија напиша Србољуб Татарчев. За Филип Наумов ова е преседан. Надвор има многу луѓе кои се борат да преживеат и замислете да се дрзнат да земат оружје и после да прават дилови со владата, напиша Наумов. Според кого ако се земе бекграундот на дотичниот ќе се заклучи дека он не треба да има никаква допирна точка со безбедноста. Твитерџијата Ацо Мерако пак упати директна порака до власта. Само така продолжете, мислам дека малку беа 11 години опозиција. Реакциите за назначувањето на командант Хоџа за советник на Заев се само кулминација на јавноста на месеците критики за многобројните назначувања на советници и соработници на премиерот, пред се за нивната компетенција за позициите на кои се поставени, а кои се плаќаат од народни пари. И тоа е. Такви се реакциите, различни, некои помалку иронични, некои повеќе, и на гледачите различни ставови имавме и овдека во студиото. Ви благодарам и вам за гостувањето вечерва во Топ тема на ваша страна. Благодарам за вниманието.